За одличната соработка која што има Македонската радио телевизија заедно со армијата на Република Македонија. Утре 1 март се одбележува големија јубилеј, односно 25 години постоење или 25 години од формирањето на специјалните сили во АРМ. На оваа тема разговарам со моите утрински гости. Добро утро му велам на подполковник Саити Ментор, представник од командата на полкот за специјални операции. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Понатаму професионалниот војник Мартин, добро утро и до вас. Добро утро. И дамата, професионален војник Марија Димеска, припадничка на ренџерскиот батальон. Добро утро. Споменав дека утре денот, односно утре 1 март, ден кога се одбележува 25 години од постоење или од формирање на специјалните сили, ќе ве вратам малку години наназад, ќе ни кажете се околу овој ден и се разбере како започна целата оваа приказна. Значи, целата приказка со специјалните сили на нашата армија започнува на 1 март 1994 година, кога и е формирана првата единица за специјални намени во тоа време, која што единица во текот на времето, значи како што поминува годините, помина низ 5 трансформации, каде што првата трансформација се случува во 2002, каде што од таа една чета за специјални намени со противтерористичка чета прераснува во одред за специјални операции. Така да во 2003 во следната трансформација прераснува, значи се додава фактички војна полиција во слоб на тој одред. Во 2004 се формира и ренџерскиот батальон и од тогаш кој што се формира од престои првиот падобрански одред од тоа време и извидувачкиот батальон. Така да после тоа набрзо одредот за специјални намени прераснува со уште една поголема единица, со поголема сила фактички ренџерскиот батальон. Се до 2006 кога што тој одред за специјални операции се трансформираше во полк за специјални операции. И од 2006 до денешен ден единицата функционира согласно таа трансформација, односно како полк за специјални операции. И денес, односно утре, ние и јубилејот 25 години од формирање на специјалните единици, кој што ќе биде достојно обележен во наша единица, односно во наша касарна. Така, споменавте дека години наназад претрпе трансформација во однос на името и во однос на тоа како изгледаше. Кои се карактеристиките на оваа единица? Карактеристиките, односно карактеристиките на специјалните единици, како што се сегде во светот, така и кај нас, тоа значи единица која што е посебна. Значи почнувајќи од посебен персонал, кој што е селектирано со одбран од многу голема бројка и само најдобрите успеваат, значи, да влезат во единицата. Персонал кој што цело време подлежува на разни обуки и разни усовршувања и единица која што е специјализирана со разна специјална опрема за извршување на специјални задачи. Односно задачи кои што останатите единици, односно регуларни и конвенционални единици на армијата не може да ги извршуваат. Фактички се работи, значи, за по-специфични, односно би кажа ризични операции кои што обичните војници не би може тога да го извршат. Ќе се вратиме малку подоцна на вас да ги вклучиме и вашите колеги во разговорот. Професионалниот војник Мартин, вие сте дел од единицата Волци, ќе може ли малку да ни кажете нешто повеќе околу обуката и оние кои што сега ве гледаат и сакаат се разбира да бидат дел од Волците во армијата на Република Македонија, како да пристапат и што треба да направат? Да, најпрво сакам да ги поздравам вашите гледачи што не гледаат, припадниците на батальонот за специјални намени Волци. Воедно да им го честитам јавно денот на единицата и да ги поздравам сите поранешни припадници на единицата кои имаат заслуга за овој ден и придонесот што го направиле за ние утре да го обележиме тој ден во единицата. Значи, во единицата Волци, најпрво за незин кандидат треба да се заврши доброволен воен рок во градот Велес, каде што цивилите доброволно се пријавуваат до 25 години, 3 месеци се отслужува таму, доброволно, потоа Министерството за одбрана треба да распише конкурс за прием на професионални војници во армијата на Република Македонија. Единицата Волци потоа распишува селективен конкурс кој трае 24 дена, во кој се опфатени психофизички проверки и припадниците кои се инструктори таму гледаат да го извлечат најдоброто од кандидатите, за потоа најдобрите да влезат во единицата Волци. Така. Може ли да кажеме нешто повеќе за оние надпревари, меѓународни надпревари на кои што сте учествувале како единица? Единицата учествува на повеќе надпревари и курсеви од типот на боречките вештини, снайперски курсеви и надпревари.
и многу бројни вежби со НАТО силите од сите европски држави. Имаме најдобри снайперисти во Република Македонија, тие зема второ место во Народна Република Кина и високо обучени инструктори од Народна Република Кина кои веќе 10 години во соработката со истата се врвно истакнати во боречките вештини, тоа знаење го пренесуваат на новите генерации, новите припадници во единицата. Така. Ќе вклучиме и дамата во разговорот. Вие сте припадничка на ренџерскиот батальон. Ќе може ли малку повеќе да ни кажете за вашата единица и се разбира како е да се биде жена припадник во овој батальон? Би сакала прво да им го честитам утрешниот празник на сите колеги, колешки и сите поранешни припадници во батальонот. Да се биде дел од батальонот е одлично искуство, со тоа што исто така и за влез во нашиот батальон треба да се помине тој селективен курс, што го напомена колегата. Да се биде жена меѓу сите тие мажи, нели? Е одлично искуство. Ние сме одлично прифатени од колегите. Секако дека бара одредени психофизички способности кои се бараат за разлика од другите единици. Исто така и ние учествуваме во различни курсеви, надпревари, меѓу кои би напоменала надпреварот во Велика Британија, што го има ренџерскиот батальон. Таму освоивме второ место од 138 национални и 38 меѓународни единици. Таму Камбијан контрол, патрол, се извинувам, бараше во посебни услови, меѓу кои што се извинувам. Да, слободно повели. Значи, беше... Значи, тоа беше на вежбано со Камбријан патрол, е едно од најстарите маршеви во свет што постои и као тоа е станат као традиционален марш, кој што е марш со препреки од околу 60 до 80 км во зависност од теренот кој што се одбере, каде што екипи, значи воени екипи, претежно од посебни единици од целиот свет учествуваат и за одреден временски период треба да се помине таа патрола фатичи, а за време на патрола се случуваат многу инциденти, многу настани кои што треба да ги решат. Таму, значи на таа Како помина нашиот, вежба, односно вашиот батальон? Они поминаа одлично, значи мораше да се носи 30 до 35 килограми нели опрема што ја должиме. Имаше водени препреки со оглед на временските услови таму, нели, бидејќи во Велика Британија е многу повлажно од тука. Одлично се справија со ситуацијата и успеа да освојат второ место, значи, на целата патрола. Одлично, одлично. Секоја чест. Ќе се вратиме подполковник Ментор со она што почнавме. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу разликите од другите единици кои што ги има вашата? Значи, најглавна разлика од сите единици е тоа што единицата е фокусирана, значи, на извршување на специфични задачи, значи специјални задачи кои што опфаќаат, значи, воено асистирање, директни акции и специјално извидување и разузнавање. Единицата е посебна само по тоа што персоналот, значи, за да биде дел од таа единица е одбран најдобро што го има, значи, од целата армија и во тој персонал се вложува доста. Секој еден од нив е професионализиран во некоја си област, односно има и посебни професионализирани тимови, односно или водови за извршување на одредени задачи. Кои што задачи, значи, конвенционални единици, односно останатите единици во армија не би може да ги извршат. Но битно да се напомене тоа дека специјалните единици, значи, се употребуваат само за специјални задачи за извршување, значи не за и останати конвенционални единици. Тука доаѓа, значи, може да се случи доаѓа до ако единицата не се користи наменски, значи може да не се добие најдоброто од единицата. Затоа, значи, е таа единица посебна во однос на другите единици и другите единици ги извршуваат останатите задачи, каде што ние често би може да бидеме вклучени во поддршка на тие конвенционални единици, дали со добивање некоја посебна информација, дали за извршување некоја си
хируршка интервенција некаде за да им се помогне на останатите единици да напредуваат и така натаму. Исто така битно да се напомне дека наша единица е првата единица која што наша држава ја прати во Ирак, кога почна емисијата Слобода за Ирак, и единицата беше вклучена таму од 2003 до 2008, каде што извршува директно специјални задачи. А во Авганистан исто така учествуваме и ден денеска, во главно со штабни офицери. И вреди да се спомне мисија која што извршија нашите припадници во 2009 во Авганистан, која беше една од најризичните мисии што до сега наша армија има извршена. Тоа беше мисијата Феникс, на која мисија нашите припадници учествува со Националната гарда на Вермонт на Соединетите Американски држави. Таа беше една од поспецифични, да би кажала, операции во која што имаше припадници од двата баталјони, и од ренџерскиот и од баталјон за специјални намени. Така. Ја споменавте пред малку Кина, би сакал малку пак да позборуваме околу тој надпревар или таа обука, ќе ни објасните зашто точно станува збор. Како оди соработката помеѓу Македонија и Кина во однос на, се разбира, вашата обука, армијата на Република Македонија со кинеската? Баталјонот за специјални намени Волци ја има таа чест како најдобра единица во армијата на Република Македонија да испраќа своји припадници во Народна Република Кина, да има соработка со најдобрата специјална единица на Народна Република Кина. Се работи за курс каде што се изучуваат боречки вештини од типот на традиционални кинески боречки вештини и оние што се модерни, кои ги познаваме и кои се работат во секојдневието во специјалните единици и во цивилството. Таму е фатена обука помеѓу повеќе држави од светот. Јас на курсот бев со 19 конкуренти од 19 држави, со 22 припадници, од кои сите беа од специјални единици ширум светот и високо котираат на листата на борбени специјални единици во светот, но и ние се издвојуваме како најдобри, бидејќи во последните неколку години завршуваме како прво рангирани на тој курс и сме високо одликувани, бидејќи поставуваме нови стандарди на тој курс и нови критериуми кои подоцна се ги заземаат за понатамошна селекција на оние кои идат на курсот. Така. Ќе го заокружиме полека, но сигурно разговорот со тоа што се случи изминатите неколку денови. Ваши колеги беа одликувани со медал за храброст за учество и спасување во сообраќајната несреќа кај ласкарци. Ќе може ли да кажеме збор два и околу нив? Да, значи пред да го кажеме тој настан кој што е посвеж, ја би сега да истакнем со така дека последниве 20 години единицата е неколку пати одликувана, значи, со орден на храброст, значи и полкот за специјални операции, и баталјон за специјални намени, и ренџерскиот баталјон. Исто така имавме ние пред 10 години одликување на неколку припадници од наша единица со орден на храброст при спасување на жртва во рудникот во Бучим. Одликувани исто така со ордени за храброст при спасување на жртви пред неколку години. Корабскиот дел таму имаше жртви од лавина. Исто така одликувани неколку одликувања и во случајот со поплавите 2016, ако не се лажам, во Стајковци. И последното би го истакнал, значи, одликување на еден наш припадник, односно припадник од ренџерскиот баталјон, Омер Емини, кој што беше одликуван со ордена за храброст од страна на Министерката за одбрана за неговото пожртвеност да се помогне во автобуската несреќа која се случи пред известно време на магистралниот пат Скопје-Тетово, кој што војник самоиницијативно кој слушнал за настанот, отишол сам не бил, значи, во работно време, не бил на должност. Отишол на самото место и помогнал доста таму во издекување на дел од жртвите, за жал, и дел од повредените, и помогнал во пружење на прва помош. Така. Тоа дава до знаење дека во единица, значи, има страшно добри момци и девојки, кои што се 100% посветени на својата професија, 100% професионалци и кои што професионалци се во сенка, значи, без многу да се дигне галама околу нив, без многу докажување, но делата
се тие што ги Зборуваат за красат и зборуваат, да. Токму така. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ви благодарам што одвоивте дел од вашето време да бидете наши гости. Продолжуваме и понатаму со дел од вашите колеги наредниот четврток да разговараме за нивните, се разбира, работи или работата, службата во армијата на Република Македонија. Ви посакувам многу успех понатаму. И благодарам вас на поканата. Почитувани